Приходите кои ги остваруваат физичките лица во земјата и во странство се одоначуваат со персонален данок на доход. Од 1.1.2008 година даночната стапка по која се пресметува персоналниот данок на доход е 10%, а даночниот период е календарската година. Доколку граѓаните имаат остварено приход во текот на 2017 година, поединечно, само плата, пензија, земјоделска дејност, самостојна дејност, не се должни да поднесат годишна даночна пријава. Но задолжително е потребно да се поднесе годишна даночна пријава доколку покрај платата и пензијата граѓаните, физичките лица имаат остварено приходи по повеќе основи. Како на пример, можно да имат приходи од издавање подзакуп на стамбен објект кирија или од работење преку интернет. Потоа дополнителни примања од работен однос, регрес за годишен одмор, примања врз основа на договор за повремено вршење на услуги, склучиле, например, авторски договор, ако оствариле хонорар по основ на авторски договор, им била исплатена дивиденда или камати по основ на заем, исплатен на физичко или правно лице, доколку оствариле од приходи од продажба на капитална добивка, од продажба на учество во капитал и недвижен имот, потоа оствариле добивка од општите игри на среќа, кој е износ поголем од 5000 денари, како на пример лотарија, наградни игри, телевизиски квизови и слично. Имаат лични примања од странство, кои се поврзани со активности со работењето во Република Македонија, имаат остварено лични примања од дипломатски или конзуларни представништва на странски држави во Република Македонија и други приходи и така натаму. Доколку исплатувачот на приходот не издаде збирен извештај на граѓаните за остварените приходи и за платениот персонален данок, тогаш граѓанинот потребно е да се пријави на бесплатната телефонска линија 198 или на контакт центар uep.gov.mk да пријави. За годишната даночна пријава, тоа е образецот ПДД ГДП. Можете бесплатно да се преземе преку интернет, преку веб uep.gov.mk или да ја побарате во даночните канцеларии на Управа за јавни приходи. Потоа пополнетата годишна даночна пријава, поднесете ја во даночните канцеларии на УЈП, можете и преку е-даноци, а исто така и по пошта на адреса на надлежната регионална дирекција. Доколку граѓанинот е од друг град, меѓутоа работи, студира, односно е со привремен престој во Скопје, тогаш годишната даночна пријава може да ја поднесе и во контакт центарот Скопје или на повеќе локации, каде што УЈП има отворено и дополнителни шалтери кои можете да ги проверите на страницата на УЈП. Доколку не поднесете даночна пријава до 15 март 2018 година или пак во годишната даночна пријава нецелосно ги пријавите приходите, ќе ви биде изречена глоба за сторен прекршок. Глобата за ненавремено поднесување, односно неподнесување на годишна даночна пријава, како и нецелосно прикажаните приходи, се движи од 100 до 200 евра во денарска противвредност. Инаку, заклучно, до 23.2.2018 година во РД Прилеп се поднесени вкупно 12.456 годишни даночни пријави, од кои во даночно одделение Кавадарци 1783, даночен шалтер Росоман 102, даночно одделение Неготино 819, даночен шалтер Демир Капија 90, даночно одделение Велес 3700, даночен шалтер Градско 100, даночен шалтер Чашка 100. Во Република Македонија се очекува да се поднесат над 400.000 годишни даночни пријави до истекот на крајниот рок 15 март. Па затоа не заборавајте и не го чекајте последниот момент за да исполните вашата граѓанска должност. Како граѓанин и даночен обврзник на персонален данок на доход, 15 март ви е последниот ден за пријавување на приходите и поднесувањето на годишната даночна пријава.